Бога да ме мили. Мала, 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 мала ми да, собака е мала, ама куќа го има. Не се јас со хемороидиве, пошто не излечени, одам у една аптека да си го барам чарето, влагам унутре, го наоѓам комшијава Миле Шпон. Кај си бе, Миле, му викам, како си? Добар сум бе, комшо, ја по витаминчиња. Зашто бе, вика Миле? Па вика, жена ми запнала трето дете, па трето дете, пошто овој премиеров давал 8.000 денари 10 години за трето дете и жена ми вика, редно и она нешто да земе од државата, доста давала шо по шефови, шо на даноци. И вика Миле, шо бе, и викам, ти улава да не си мори. Јас сум начукал 45 години у гзот, ти имаш 40. Кој мори ќе го прави тоа бебето, ма? Па ја не можам еден ред скали да качам, а не трето дете да правам. Ке праиш трето дете, вика жена ми. Ако можеш да седиш у кладилница и да блееш 20 сати у тоа телетекстот, можеш, вика, да правиш и трето дете. И ми вика, ако ти не го направиш, ќе викнам некој комшија да ми го направи. Мам бе, Миле, викам, да бе, комшо, викам, не ја знаеш, жена ми улава е, стварно ќе викне некој комшија да и го прави третото дете. После, кажи, како да го погледнам комшијата у очи, бе? Башка, увлез ни добар ден нема да си кажуеме. И му викам, и ништо бе, комшо, се нафатив да и правам трето дете, али без витаминчиња не бива. Вика, ти шо бараш тука бе, комшо, и ти да не правиш трето дете. Не бе, вика, Миле, јас сум едноставен тип, ја имам хемороиди. Ако, вика, и на гзот понекад му треба допинг, зашо без допинг нема шампионска титула. И си ги зема витаминчињата, искочи, ја останав на шалтер. Која некој ми прави, јас се вртам, гледам, нема никој. Па, и се вртам вака и гледам една аптекарка за тоа стаклото, вака ми прави. Ја дојдем, викам, да не дужам нешто. Не, вика, господине, тоа со колешката, видете, вие имате хемороиди? Викам, од кај знае бе дека имам хемороиди, шо се интересира за моите хемороиди? Да, викам, имам хемороиди од втора категорија, мои си се. Ако, вика, господине, па и хемороидите се за луѓе, сигурно сте мераклија за нешто луто. Вика, мераклија сум и за млади фуфи, али немам ни една. Вика, нема гајле тоа, прво да ја средиме оваа работа, вика, имам нешто да ви дадам. Викам, супер, и мене нешто да ми даде, некој да ми даде, доста ја дава в крв без трансфузија. И оне у тој момент вади една кутиичка и ми вика, господине, ова е кинеска маст. Пациентите многу ја фалат. Не е скапа, само 130 денари кошта и фондот ја одобруе. Викам, ако ја одобруе фондот, дај ми 10 комада и дај ми од оние 80.000 неискористени вакцини за птичи грип на еден есап, да не се фрлат. И она мене ми ја дава таа кутиичка, ја отварам и унутра имаше една тубичка мала од 10 грама. Што се вика, ако даеш узаем, нема шо да ти вратат. И плюс тоа, имаше унутра 7 навлаки, специјално подготвени за влез у мрачниот ректален тунел. 7. Значи, за секој ден да си менјаш по една. Фондот проверил да си ебе векот. Па некој бре месец дена не менјаат гаќи, а ја треба секој ден да менјам навлаки за масу газ. Ова кинезиве, алал да ме со право го освоија светот. 7 навлаки за 130 денари плюс мас за угас. Како тргнале со следната серија, ќе пуштат и кинез за полесно да ти ја бутне на влаката. Али, тоа е кинеска медицина, што значи смрди као донер кебаб у чаршија, што лежел месец дена у ментол маринада. Што значи издајнички смрди. Те издава на 10 метара дека имаш хемороиди. Душата ти смрди. Не смееш да зинеш.
Не дај Боже да отидеш кај некој роднина и да треба онака понашки да се изљубиш 3 пати. Еднаш, 2 пати, 3 пати, на третиот пат роднинава паѓа у несвест без да претне. Па не случајно србите за таа кинеска маст смислиле слоган: Чао дупе, одо ја кроз уста. Иначе, баш заради тој свој квалитет, оваа кинеска маст му има неколку пати спасено животот и на Брус Ли. Он бил меѓу првите што ја употребувал. Човекот многу пател од хемороиди. И секојаш си ја носел кинескава маст со него. Еднаш така искочил у парк да си го прошета кучето, али за Белја го нападнале некои бандити. И некој од бандитиве да ти му мавнал клоца и му ги активирал хемороидиве. И пошто биле овие многу бандитиве, се наредиле многу да го тепаат и му текнало дека носи кинеска маст. И само шлак, шлак, ја! Им хухнал и сите ги комирал. Абе, кинеска маст. Не за џабе овој нашиов Хорхе Иванов за неа рече: шашава, али делуе. Господ да ги поживее Јао Минг, Мао Цетунг, Ли Нинг, Джеки Чен и нормално Брус Ли. И ја така, следниот ден одам во аптекава, идам кај во аптекарка, ви викам: еј, се извинам, јас сум оној со хемороидите. Еј, вика, чекајте, ќе ви дам од кинеската маст. Не, викам, нема потреба, она. Али да ви кажам само како ги решив ја. И нели, кога дојдов дома, турив на тоа на влаката, од маста ја брцнав позади, ја зашрафив и право да ви кажам, глатко ми влезе. Дека више ја имав изгубено, нели, невиноста која ми уштека онака белската. Ми влезе као локум, уопште не сум имал тегоби. И само што ја турив, после 5 минути, газов ми се олади ко некој да ми турил руменко на стапче. Вториот ден, гледам, на чаршавот нема крв. Абе се осетив ко да сум дал гол у финале на Лига на шампиони. Ко голот на Дарко Панчев. Третиот ден сватив дека сум ги решил хемороидите со кинеска маст од 130 денари. И уствари ја после тоа отидов кај таа, нели, аптекарката и давам ова цвеќе, бомбонjera, све што треба, сокче. Она ми вика: нели, не може, вика, што сега за хемороиди ти ќе ми даваш? Ако, викам, јас сакам да ви дадам и помогнавте да ги решам хемороидите, па болje на вас да ви дадам бомбонjera и сокче отколку на оној Винокуров 4500 денари за третман. И право да ви кажам, од тогаш на секого ја препорачувам оваа кинеска маст. И не само тоа, него таа ми помага подобро да ја разберам болката и маката кај луѓето. Баш пред некој ден се шетам на плоштад и вака од спротива го гледам овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд. А има уште една мајца ги менја. На неа пишуе: вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така среќен низ плоштад, го испрчил тоа стомакот и ја му викам: викам, знам зашо си весел, си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика: Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што рече емисија ќе направи ако треба.